пристигна нашата гостинка која што не можам да ја најавам со една реченица, дури и незиното име е долго, станува збор за доктор Снежана Џамбазова Попордановска. Добро утро. Добро утро. Која што, значи не може со една реченица, меѓу другото и пред се денес во улога на мотивацијски говорник, а за се друго ќе позборуваме понатаму во разговорот. Јас обично им посакувам на гостите добре дојде во нашата емисија, но вам ќе ви кажам добро дојдовте и во Македонија. Затоа што ни доаѓате од Австралија и секако сега нормално првото прашање како воопшто стигнавте до таму? Па прво да кажам дека навистина се чувствувам прекрасно во мојата родна земја и голема благодарност до вас и до прекрасниот, извонредниот тим на Publisher, посебно до Александар Саздов и до Александра Тодоровиќ, што ме поканија благодарение на вас во оваа прекрасна емисија. Сигурно ние често пати соработка со нив и гледачите се запознаени, да. Инаку, да, како беше мојот пат? Па во 2004 година со сопругот Емил одлучивме да заминеме во Австралија за да можеме професионално да се доедуцираме. Инаку, на тој пат, кога стигнавме таму во првите месеци, јас немав работа. Така да поминавме низ еден тежок период, каде што требаше да се адаптираме на една сосема туѓа култура, нели друг начин на живот, друг начин на комуникација, така да навистина не беше лесен тој период. И тогаш јас свесно одлучив да се свртам кон себе си, да го почнам тој процес на себе спознавање. И да сватам дека животот треба да се живее поинаку. Најтешко ми беше во тие моменти да соберам храброст, да престанам да ги слушам мислењето на другите за тоа како јас треба да го живеам мојот живот. И да одлучам да го слушам гласот на моето срце. И така одлучив да се насочам кон мојата вистинска пасија, тоа е психологијата. Се запишав на Австралискиот институт за професионални советници и се стекнав со диплома за психолошки советник, а потоа се запишав на докторски студии на еден од најдобрите универзитети во Австралија и во светски рамки, Дикен универзитетот, каде што се стекнав со титулата доктор на психолошки науки. Сега прво да ве прашам оно што сега нас не интересира, а тоа е, рековте 2004 година заминавте, како сега ви се виде Македонија? Па, објективно. Не мора да ни правите лице, се ќе прифатиме. Да ви кажам најискрено, секогаш кога доаѓам во Македонија, посебно во мојот роден град Скопје, мене ми е топло во срцето. Затоа што едноставно, нормално, јас работам сега како психолошки советник со луѓе од цел свет, значи од преку 100 различни култури во светот. Меѓутоа, најискрено да ви кажам, најмило ми е кога им помагам на македонците, на моите браќа и сестри македонци, кои што навистина многу си ги сакам. Инаку, најискрено позитивно сум изненадена. Значи, од минатиот пат ние бивме во 2019 година, тука со семејството, можам да видам многу позитивни промени, што навистина мене лично ме радува и секоја чест за за градоначалникот на Скопје, меѓутоа и на цела Македонија. Бев и во Охрид и навистина се воодушевив од позитивните промени. Што е она што најмногу ви недостасува овде? Искрено? После најварот, тоа обично секогаш се спомнува, го исклучуваме најварот. Па, што ми недостасува? Па знаете што, не може да се компарира, искрено, затоа што тоа е сосема друг свет. Значи да, тоа е една развиена земја, каде што системот беспрекорно функционира. И навистина помалку нервози со задоволство. самото тоа, помалку неправди, Да. така? Исто така, можам да кажам, веќе ако правиме некоја споредба, меѓутоа, како, значи, обзервирам само, не правам никакви осуди нормално. Еве сообраќајот, например, таму постои една навистина сообраќајна култура, која што е на едно незавидно ниво, која што навистина би сакала и тоа да го видиме и тука. Меѓутоа, во однос на тоа што најмногу ми недостасува, се разбира, тоа се моето семејство, моите најблиски роднини и пријатели кои што навистина многу си ги сакам.
Нешто што генерално мислам дека сите, особено нашите селеници во Австралија ги тишти, а сепак е тоа во вашиот домен, па ме интересира како вие се справивте со тоа и како ним да им помогнете, тоа е носталгијата. Чувство кое што навистина знае да те обземе и многу убави работи да ти се случуваат, едноставно да не ги гледаш поради таа носталгија. Како вие се справивте со неа? Тоа е многу убаво прашање, благодарам. Значи, токму заради тоа, веројатно тоа беше една од главните причини што решив да се свртам кон себе си. Во тој процес на себе спознавање го најдов одговорот и на сите прашања, значи, што е тоа што го измачува денешниот модерен човек? Зошто луѓето страдаат? Зошто тие чувства и на носталгија или пак чувство да не можеме да се справиме со животните предизвици, стресовите што се случуваат во овој модерен свет. И сето тоа моје внатрешно патување ме доведе фактички до и се разбира искуството, огромното интернационално искуство во мојата работа како психолошки советник со луѓе од различни континенти од цел свет, да одлучам да ја напишам оваа книга, да се живее поинаку. Бидејќи во неа детално опишувам, ги разработувам најважните екзистенцијални прашања од животот, како што се, например, како да се справиме со стресот, како да постигнеме и да одржуваме смирена состојба на умот постојано, како да се справиме со нашите негативни чувства, како да комуницираме ефективно, како да воспоставиме и да одржиме позитивни односи со другите луѓе и најважно од се, освен исто така прашањето за вистинска романтична љубов и како да простуваме, како да го најдеме вистинското значење на животот и да постигнеме самореализација, што е фактички најважната цел во еден човечки живот. Во неа се опишани многу важни, едноставни техники на умот. Како да можеме да се поврземе со изворот на постојан внатрешен мир и трајна среќа што постои во секој од нас. И сето тоа мене ми помогна лично, значи да не само да се справам со носталгијата и со сите тие негативни чувства кои може да произлезат во секојдневниот живот, туку уште повеќе од тоа да сега сета таа мудрост и знаење да го споделам со моите пациенти, со моите студенти и се разбира со читателите на оваа книга, која што може да се најде во книжарницата 3 во Скопје, а исто така може да се најде и онлайн на книга.мк. Да, ние им ветивме и на гледачите, подоцна ќе ги вклучиме и телефоните за оваа книга. Ова на некој начин, вашата книга, кој што разбрав, е сублимат од целото ваше искуство. Од искуството на вашите клиенти. Освен тоа се базира и на многу истражувања. И сега, доаѓа оној момент колку на вистина можеме преку читањето на книга да си го промениме живот. Затоа што ние луѓето сме си такви што селективно читаме, селективно примаме информација, она што мислиме дека ни треба го прифаќаме, а можеби токму она што ни треба го отфрламе. Секако. Прво да кажам, ја многу ми се бендисува вашата енергија. Значи, вие ширите една многу убава енергија и мене тоа ми е драго кога ќе дојдам во контакт со таква личност. Во однос на ова прекрасно прашање повторно кое што доаѓа од вас јас вака ќе кажам. Значи, Софоклес рекол дека мудроста е најголемото богатство. Истовремено еден голем писател, руски писател, Антон Чехов, додава, вели, мудроста не се стекнува со текот на годините. Мудроста се стекнува од мудрите луѓе. Значи, оваа книга е фактички еден вид на спој на древната мудрост, на најновите научни сознанија во областа на психологијата и медицината и на моето огромно животно и пред се интернационално професионално искуство во областа на психологијата и работата со пациенти од преку 100 земји на светот. Сега, како оваа книга може да им го промени животот? Па тоа што јас го слушам, затоа што книгата, инаку да кажам, дека е преведена и издадена и на англиски јазик, и на шпански јазик. И навистина
читателите тоа што ми го кажуваат е следното. Значи на сите 3 светски јазици, англиски, шпански, македонски. Не ви Да, треба ништо токму друго. така. На најубавите светски јазици. Посебно ми е мило што е секако издадена на македонски јазик. Уште еднаш благодарност до паблишер и книжарниците 3. А јас сакам да кажам дека тоа што јас го слушам, значи како освртите се навистина прекрасни, не само од читателите, туку и од светските критичари. Англиската верзија беше број 1 книга прогласена на американскиот Амазон во областа на психологијата и медицината. Меѓутоа, тоа што е навистина уникатно за оваа книга е тоа што не само што ни содржи одговорите на најважните животни прашања, кои што се опишени на еден многу едноставен и практичен начин, бидејќи нуди практични стратегии како тоа да се направи. Значи, тоа е навистина многу применливо. Исто така содржи и поетски творби, кои што се дело на мојот извонреден сопруг, доктор Емил Попрдановски, кој што топло го поздравувам, кои што навистина му овозможуваат на читателот уште подлабоко да се поврзе со себе си и да допре до изворот на трајна среќа и постојан мир. Значи е можно, затоа што научните сознанија докажуваат дека книгите може да го зголемат нивото на свеста. И ова е една од тие книги затоа што е многу практична, како што ви кажав, како што сите читатели ми го кажуваат тоа постојано. Они честопати ја нарекуваат Библија на животот. Значи буквално ми велат, јас без секоја книга можам, меѓутоа доктор Снежана, оваа книга верувате постојано ја носам во мојата ташна. Прирачник. Прирачник за животот, да. Се пристапот е поинаков. Овде преку книгата генерално општо им се обраќате на сите, а во вашите сеанси тука веќе индивидуално поинаку. Затоа ќе направиме сега еден обид. Оние гледачи кои што ќе сакаат да ја добијат оваа книга, овој животен прирачник, таман да видиме на кој начин вие ги терате и вашите сеанси. Така што ги отвораме телефонските линии, броевите веќе ги знаат нашите гледачи. Јас сакав само да ве запрашам со оглед на тоа што рековте дека имате клиенти или пациенти, како ги нарекувате, со оглед на тоа што сте доктор, тука воедно и пациент може да се нарече, соработувате со луѓе од целиот свет. Австралија, Азија, Европа, Македонија, се до Латинска Америка. Да. Дали луѓето ширум светот не мачат истите проблеми? Леле, колку убаво прашање. Повторно, благодарам за прашањето. Ете, тоа беше навистина нешто што мене ме изненади искрено, затоа што да, кога доаѓате нели од една убава земјичка, меѓутоа нели си мислете дека овие проблеми само тука постојат, токму тоа го осознав. Дека ние луѓето во суштина сите ги имаме истите потреби, ги имаме истите желби, ги имаме истите проблеми. Значи, во суштина, мораме тоа длабоко да го разбереме, дека ние сме сите едно, дека ние сме сите составени од таа иста материја, од чиста љубов. И тоа што јас им помагам е нормално да ги осознаат главните причини кои се за нивните проблеми, а меѓутоа истовремено да разбера дека секој од нас, тоа е главната суштина која што треба секој човек да ја разбере, може да респондира секој ден од позиција на страв или од позиција на љубов. Значи, ако секој од нас се однесува еден кон друг со љубов, постојано, тогаш ќе ги надминеме сите наши стравови, ќе го надминеме страдањето и ќе се исполниме себе си со љубов и ќе можеме да изразуваме нашата креативност и целиот наш потенцијал. Значи, и сето тоа само ќе создаде уште поубави, попозитивни искуства на нашата планета, кои што се базирани на љубов и хармонија. Снежана, веќе имаме некого на линија, таман да ја воспоставиме таа комуникација. Добро утро за гледачот или гледачката, не знам кого имаме на линија. Гледачка, добро утро, повелете. Ало, добро утро. Добро утро. Гледачката има се среќа да се вклучи. Значи, вака да прво искра да те поздравам тебе, па да ја поздравам гостинката и да кажам дека сум пресреќна, значи да ви се обраќам сега на гостинката. Вие ја препознавте енергијата во искра. Значи, добриот човек го препознава доброто во другиот.
Така да јас кога ќе кажам дека и се восхитувам на Искра, дека ми дава енергија, ми дава живот, некои луѓе што не го чувствуваат тоа не може да ме сватат. Верувате или не, јас денеска требаше да одам на лекар, крвна слика да правам. Битно ми беше нешто за шекерот, многу битно. И докторка е нашата гостинка, може и во тој дел да ви помогне, Слободанка. Само да ви кажам, и сега се прашував, дали да одам на лекар, дали да ја гледам Искра. Верувате или не, каква беше таа дилема, затоа што јас ќе отидам на лекар, ќе да ми го си одите на проверат доктор, шекерот. немојте, Слободанка, јас да сум виновна после. Не. Ама па Искра што ми ја дава енергијата, може и ќе ми го сигне шекерот. Значи тука нешто ќе ме сватите вие сигурно, нели? Да. Така да сум пресреќна што таква гостинка ни дошла во емисијата да ни гостува. Баш ми е драго што сте тука, баш ми е драго што ете ни споделувате такви, ни требаат такви луѓе, верувате или не. Јас викам кога би имало ете како вас и како Искра околу мене, мислам дека би била здрава. Верувате или не, искрено ви кажувам, многу ми зависим среќата што ми ја пуштаат, ќе ме сватите, значи не може другите да ме сватат. Среќата што ми ја пуштаат, мене ми ја полни душата и јас се враќам со иста мерка. Автоматски нешто убаво се случува, нели така е? Како мало дете кога ќе сретнеш во парк. Кога ќе те гушне, таа една среќа ме исполнува, многу време ви одземав, ама ви благодарам. Слободанка, дали имате можеби некое прашање? Книга ќе си добиете, но дали имате некое прашање до гостинката? Пак, што да ја прашам, толку убаво раскажува се. Си кажа се, нели? Ви благодарам да ја од срце. прашам за среќа, што да ја прашам за среќа, што да ја прашам која зрачи целата ова таа е родена таква, значи каков совет ќе ми даде она на мене кога јас имам во мене љубов, премногу љубов имам во мене. Знаете што, уствари сакам да ве прашам, во мене има многу љубов, ама не ми е баш возвратена секаде и некогаш на моменти сакам да дарувам, многу сакам. Знаете колку љубов има во мене? Огром, многу, претерано. Ама кога малку негде ќе видам невозвратена, малку се така не се повредувам, него тешко ме ја викам, зашто нема вака слични како мене, па да си се погушкаме, да се посакаме. Тука негде нешто, ама не можеме луѓето да ги натерам да сакаат, нели така? Тие го сакаат материјалното, ја го сакам духовното, така ли е? Така да уште еднаш многу ви благодарам и пак да ни дојдете во емисија. Пак да ве покана, другата недела пак. Ви благодарам многу, Слободанка. Поздрав, Искра. Поздрав и до вас. Не знаеме гостинката колку ќе биде овде. За жал живее во Австралија, но секое следно доаѓање би сакала јас да имам овде. Што би одговориле на нашата гледачка? Затоа што, само малку да се надоврзам, знам дека ви имате кажано дека всушност крајна цел на секој човек, главна потреба на сите луѓе е да сакаат и да бидат сакани. Всушност, како да го опфати тоа нашата гледачка, нели? Токму така. Па прво, љубовта е најважното нешто. Значи, љубовта е се. Љубовта е она што сме. Значи, кога даваме љубов, треба да ја даваме без да очекуваме да ни се врати. Безрезервно. Безусловно, но исто така... Самото тоа исполнува, така? Токму така, значи, најважно од се да ја даваме љубовта безрезервно, безусловно, неограничено. Меѓутоа, да не очекуваме дека некој треба да ни ја врати. Значи, тоа е безусловна љубов. Ама пустото човечкото сака и да биде возвратена, така? Таа љубов секако ќе се врати. Значи, таа е енергија. Мора да разбереме дека љубовта е енергија, како и секое чувство. Значи, и да се троши. Значи, ние ако даваме, дека ќе ја строшиме. Толку така. Колку повеќе ја даваме, таа повеќе ни се враќа. Значи, колку повеќе ја споделувате, ако јас вам ви давам љубов, ние не го правиме тоа само за другите. Значи, јас ќе се исполнам со љубов. И таа љубов ќе ми помогне да се поврзам уште подлабоко со себе си, а истовремено и со другите луѓе. Значи, бидете извор на љубов во животите на другите. Тоа е суштината на нашето постоење. И само да кажам еве за гостинката што праша до кога еве вие рековте ќе бидам тука, еве една покана до сите гледачи на вашата прекрасна емисија на 7 мај
Во 19 часот ќе имам промоција на мојата следна книга, Да се живее поинаку, патување кон самореализацијата во Меморијалниот центар на Холокаустот во Скопје. И еве Искра, јас вас ве поканувам срдечно, ова е Благодарам. покана за вас и би сакала навистина да ми бидете гостинка. Значи, до тога сте се уште овде. Добро. Имаме гледач уште еден на линија, да не бидеме некултурни. Добро утро, повелете, во програма сте? Ало, Добро утро. ало, Искра. Добро утро. Добро утро, Искра. Добро ви утро. Искра. Да, ве слушаме, Вика повелете. една гледачка. Ало, ме слушате? Безпрекорно ве слушаме, да, повелете. Да, точно е тоа. Љубов треба да се дава безусловно. А кога се дава безусловно и се враќа. Да. Да, ќе забавам само телевизорот потивко, бидејќи доцни тонот, затоа мислите дека можеби пауза треба да направите, така, да. да. Значи телевизорот сведете го слободно на минимум на нула и разговарајте си едноставно во слушалката. Ало, ме слушате? Да, ве слушнавме. Да. Дали имате... Среќа сум што после толку време ве добив Искра. И благодарна сум на Бога со ваква што имате гостинка, со вакво излагање допре до мојата душа. Ве благодарам од срце. Така, да. Ви И ние вам секако, да. Многу ви благодарам на јавувањето. За жал нешто со линијата не беше во ред, но ете успеавте да добиете и двете, и вие и претходната гледачка. Вашите книги може да ги подигнете во Дебар Мало, во книжарницата 3. Во режија оставете, се надам дека ги оставивте вашите податоци и ќе бидат подпишани. Може така? Со од задоволство, авторката, да. како што си е редот. Доколку некоја од вас не е во можност, иако добро сепак Дебар Мало во центарот на градот, може да испратите и некој друг на ваше име да подигне, така? Може сега во вистински момент да ги поканиме гледачите, пошто ја спомнавте книжарницата 3 во Дебар Мало, значи во сабота во 13 часот, во книжарницата 3 во Дебар Мало ќе имам мотивацијски говор. Одлично. Ако веќе и онака одат да си ја земат книгата, може, ете, убав момент како да го поминат саботното пладне. Да, попладне, да. Еден час, одлично. Да, каде што ќе можат, еве ќе зборуваме отворено за сите најважни животни прашања, ќе ви ги дадам одговорите и се разбира, ќе имаме можност и малку да се подружиме и да ќе имате можност да ја добиете и книгата Да се живее поинаку од книжарницата 3 во Дебар Мало. Ве чекам со љубов и со радост. Сега уште нешто, имаме уште некој малку време, ќе украдам малку од времето да ве подпрашам. Не знам сега дали сте добиле таа информација, не знам дали претпоставувам сосема поинакви информации во Австралија се значајни. Според одреден индекс на среќа, не знам точно како се мери тоа, за жал, ние македонците сме најнесреќен народ на Балканот. За среќа не во светот, тоа можам да кажам. На што се должи тоа според вас? Знаете што? Среќата е состојба на перцепција на светот околу нас. Да, и тоа е тешко да се дефинира што е воопшто среќа. Да, меѓутоа научниците нормално тоа можат и да го испитаат и го истражувале и можно е да се измери состојбата на среќа, иако тоа е субјективно чувство. Значи, што е среќата? Среќата е едно внатрешно чувство на задоволство. Едно внатрешно чувство на радост. А среќата, според мене, е неизбежна последица на љубовта. Значи, повторно ќе се вратиме на изворот. На изворот кој што постои во длабочината на нашето битие. И може би, еве сега, јас, ако може да предложам, Искра, не се, нели договоривме, една навистина прекрасна песна, поема од книгата, која што, еве, мислам дека на најубав начин ќе биде и одговор на вашето прекрасно прашање, а со што се надевам дека ќе им помогнам и на гледачите да разберат што е суштината на оваа книга, а се разбира и што е суштината на среќата. Може ли? Може, како не, да, јас се претворив во уво и чекам.
Значи, ова е една прекрасна поетска творба од мојот сопруг Емил, кој што е дел од книгата, се разбира. Во потрага по изгубениот мир. Како да си го најдам мирот? Како да го пронајдам тоа што веќе ми се дало? И зошто страдање, кога љубов има? И зошто болка, кога вина нема? Кажи ми, како се сретнав со тагата? И како ја спознав маката? И зошто ми велат дека не сум избран и дека не сум вреден? Зошто толку копнеам нешто да најдам, а кога барам, ништо не наоѓам? И зошто плачам, но солзи нема? И тага ме облева и ноќ, и ден. Мирот, сина, е во тебе. И ти создаваш само кога постоиш. Ти ја сретна љубовта, но дозволи на стравот да те води. И не си грешил ништо, но дозволи вина да те здроби. Вредиш толку колку што ти си мислиш. И тоа е избор што ти го правиш. И никогаш не помислувај дека не си избран. Оти, тоа е избор што јас го правам. И јас тебе ти избирам. Снежана, јас мислам дека сега после ова веќе излишно е било што да се праша, така, дека се е веќе кажано, иако имаме како луѓе уште безброј прашања, но има и со толку и безброј неодговорни прашања, до некој треба сами да си дојдеме, претпоставувам, така? Тоа е суштината на книгата, значи пак ја кажам дека книгите се извор на мудроста и одговорите на тие прашања ќе ги најдеме во книгите или под водство на психолошки советник или мудар духовен учител. Многу ви благодарам на ова ваше гостување. Ви посакувам убав престој овде во Македонија, да не се разочарате од нас. И ова први впечатоци што ги имате да ви останат и понатаму, и секако што побргу да не дојдете и ве гледате и гледачите ве барат, што значи со оглед на овој индекс на несреќни луѓе и то како сте ни потребни. Ви благодарам од срце. Јас ви посакувам вам среќата и љубовта да ви бидат вечни придружници во животот. Тоа беше нашата гостинка на наше големо задоволство. Сега одиме со куса пауза, поточно со прилог кој што ни го подготви нашата дописничка Каролина Дурло од Прилеп, па да видиме што ни спремила Каролина за денес.